Вести на Канал 8. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски престојуваше во работна посета на Кочани. При тоа, тој ја посети реновираната полициска станица, за која се анализира дали ќе прерасне во сектор. А во локалната самоуправа се сретна со граначалникот Илиев, со кого разговараше за безбедносната состојба во општината. Тони Ајтовски со деталите. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски со своите соработници од ресорното министерство денеска престојуваше во работна посета на Кочани. На почетокот од престојот во нашиот град тој ја посети полициската станица која што неодамна беше реновирана. При тоа оствари средба со командирот на полициската станица Горан Чојакимов и неговите соработници. При тоа, министерот Спасовски упати повик до граѓаните да ги пријавуваат сите случаи на корупција, за да можат истражните органи да преземаат соодветни мерки за нејзино спречување и намалување. Во врска со случајот рекет, тој нагласи дека ресорното министерство постапува според насоките добиени од јавното обвинителство за гонење организиран и сериозен криминал. Министерството за внатрешни работи постапува по случајот. Ако не постапуваше Министерството за внатрешни работи, ние немаше да имаме случај. Ние постапуваме по насоки кои што ги даде јавното обвинителство за гонење на организиран и сериозен криминал. Сакам да ја истакнам подготвеноста мојата на колегите максимално да ги дадеме сите расположиви капацитети, се со цел да се расчити овој случај, меѓутоа не само овој случај. Секој еден случај на криминал и на корупција. Затоа ги охрабрувам граѓаните на Македонија во секој еден сегмент, ако имаат било каков проблем од било кој што однесува пред се на криминал и на корупција, отворено да го пријават. Министерот Спасовски рече дека во изминатиот период од државниот буџет биле вложени околу 7,5 милиони денари, со кои е извршена реконструкција на зградата на полициската станица во Кочани. Со тоа се обезбедени подобри услови за работа на полициските службеници и за пристапот кон граѓаните. Правиме анализи врз основа на состојбите кои што се во полициската станица, на подрачјето на полициска станица Кочани, врз основа на разговорите кои што ги имаме со граначалникот пред повеќе од 6 месеци и планираме целосната таа анализа функционално да заврши некаде до крајот на август, за да можеме понатаму да се произнесеме дали ќе пристапиме кон промена на законот и менување на статусот на полициска станица во сектор за внатрешни работи. На средбата во локалната самоуправа на Кочани, министерот Спасовски се сретна со граначалникот Николчо Илиев, со кого разговараше за безбедносната состојба во општината. Во делот на сообраќајот во централното градско подрачје, кое навистина е во незавидна ситуација, меѓутоа јас од овде повторно ќе искористам да упатам апел до нас граѓаните, учесниците во сообраќајот, бидејќи ние имавме студија поддршка од страна на Министерството за внатрешни работи, направија студија каде што јасно и гласно кажа не е проблем, не се проблем сообраќајниците улиците, туку е проблем паркирањето во градот. Значи, бидејќи горем дел од градот, од централното градско подрачје, тоа што беа гаражи сега се претворени во дуќани, бидејќи порано за секое семејство или секоја куќа имаше по едно возило или ни едно, а денес секој семејство има по 3 возила, што значи проблемот е повеќе од очигледен, првим во делот на паркирањето и во колку изнајдеме, односно работиме на изнаоѓање на соодветно решение со изградба на катна гаража каде што би се сместиле од 160 до 200 возила, толку се паркирани на сообраќајниците во општина Кочани. Министерот Спасовски присуствуваше и на состанок со членовите на Советот за превенција на општина Кочани. Таму главно се разговараше за заштитата од пожари во текот на летниот период. При тоа, министерот најави санкции за прекршителите на законските одредби, кои нелегално палат оган на отворен простор, односно стрништа и слама на земјоделските површини. Центарот за ран детски развој во Тракање е подготвен од 1 септември да ги прими децата. Ќе работи во состав на градинката Павлина Велјанова, од каде упатија повик до родителите да поднесат пријава во објектот кај автобуската станица во Кочани. Завршена е адаптацијата и опремувањето на Центарот за ран детски развој, сместен во училишната зграда во кочанското село Тракање. Се работи за проект во вредност од 1 милион денари, што локалната самоуправа на Кочани го реализираше со поддршка од УНИЦЕФ и од Министерството за труд и социјална политика. Центарот ќе функционира во состав на јавната општинска установа детска градинка Павлина Велјанова,
а според известувањето од Министерството за труд и социјална политика, донесено е решение дејноста да ја врши во објектот на подрачното училиште Никола Карев. Центарот за ран детски развој во Тракање ќе згрижува и воспитува 40 деца на возраст од 3 до 6 години, односно до поаѓање во основно училиште, кои ќе бидат организирани во две хетерогени групи. Од детската градинка Павлина Велјанова информираат дека Министерството направило увид, пошто е утврдено дека се обезбедени соодветни просторни услови, опрема и дидактички средства, како и соодветен кадар, програма за вршење на дејноста и финансиски средства за отпочнување со работа на Центарот за ран детски развој. Од градинката ги повикуваат сите родители на деца на возраст од 3 до 6 години, на кои им одговара згрижување на децата во овој центар, да поднесат пријава за упис во објектот Бамби, што се наоѓа кај автобуската станица во Кочани. Згрижувањето и воспитувањето на децата преку Центарот за ран детски развој е бесплатно и ќе се реализира по 3 часа секој работен ден. Според соодветните услови ќе започнува со работа по завршувањето на училишната смена. Работата на Центарот за ран детски развој во Тракање ќе биде олеснување за родителите чии деца се наоѓаат на листата на чекање, а чии број е околу 200. Во Центарот за социјални работи Кочани поднесени се вкупно 112 барања за искористување на новото право за добивање социјална пензија. Истото може да го користат лицата кои се над 65 години, а немаат никакви приходи. 112 барања се поднесени во Центарот за социјални работи Кочани за искористување на новото право на социјална пензија за лицата кои се над 65 години, а немаат никакви приходи. Станува збор за ново право кое ги следува лицата со навршени 65 години кои го немаат потребниот стаж од 15 години за да остварат старосна пензија. Ке добиваат по 6000 денари социјална пензија и уште 1000 денари во грејната сезона од октомври до мај. Станува збор за право кое што ќе биде во вкупен износ од 6000 денари за социјално за лицата кои што имаат над 65 години, а немаат никаков приход. Дополнително на тоа во решенијата кои што ги издаваме и за лицата кои што се само корисници на ова право има и дополнително и 1000 денари за трошци за надомесна електрична енергија. Тоа е оној проект на Министерството за труд и социјална политика за намалување на енергетската сиромаштија. Останува за сите останати услови сте заинтересирани лица кои што ги исполнуваат овие критериуми да се јават во Центарот за социјални работи во Кочани, да пристапат кон нашите стручни служби ќе објаснат околу сите останати детали, потребната документација и сите актуелни и неразјаснети прашања. На овој начин ќе можеме полесно да ги искоординираме со самите корисници. Предвидено е социјална пензија да не им следува на лица кои Центарот на подолго од 30 дена ги сместил во установа за вонсемејна социјална заштита, здравствена или друга установа. Исто така, социјална пензија нема да може да добие ниту корисникот кој при поднесувањето на барањето дал невистините или нецелосни податоци за материјалната, семејната и имотната состојба за себе, брачниот другар или лицето со кое живее во вонбрачна заедница. Во таков случај, правото на социјална сигурност за стари лица не може да се користи во наредните 12 месеци. Околу 7000 земјоделци од источниот регион, од кои 2670 се од Кочани, се пријавиле за добивање субвенции од програмата за финансиска подршка во земјоделството за 2019 година. Информираат од подрачната единица на Министерството во Кочани. Рокот за поднесување на барањата траеше до 30 јуни. Во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кочани, електронски барања за директни плаќања во земјоделството за добивање субвенции, чиј крајен рок беше до 30 јуни, стигнале 2670. Заедно со субвенционирање на млекото прва фаза и оризова арпа предадена од 26 декември до 25 април во преработувачките капацитети, се вкупно 3400 барања, информираше Горанчо Миладинов, раководител на подрачната единица на Министерството за земјоделство во Кочани. Инаку, рокот за поднесување на барањата за субвенционирање на предадено кравио, козио и овчо млеко во преработувачките капацитети за првите 4 месеци од годината е продолжен до 30 јули, додаде Миладинов.
Во источниот регион за субвенции се пријавиле повеќе од 7000 земјоделци, од кои поголем дел се од Кочани и Штип, а во Виница се пријавиле 998 земјоделци. Барањата се однесуваа за директни плаќања за растително производство и тоа за површини со поледелски и градинарски култури, лозови и овошни насади, како и за сточарско производство и тоа за одгледување на говеда, овци, кози, пчели, свињи и за заклани животни во кланица. Барањата за добивање на финансиската поддршка се поднесуваа по електронски пат самостојно од страна на барателите. Со читање стихови и музика во библиотеката Искра во Кочани беше одбележан значајен јубилеј. 40 години творештво на авторот Сретен Вујовиќ од Цетиње, Република Црна Гора. Станува збор за поет кој што има напишано многу книги, од кои 3 се преведени на македонски јазик. Пред присутните љубители на убавиот пишан збор во библиотеката Искра во Кочани беше одбележан голем јубилеј. 40 години творештво на авторот Сретен Вујовиќ од Цетиње, Република Црна Гора. Тој пред присутните истакна дека слави 3 јубилеја, 10 години контакт со Кочани во областа на културата, другиот јубилеј на осамостојување на Македонската православна црква и незиното вековно траење, и најзначајниот за него 40 години творештво, јубилеј кој што во Црна Гора се уште не го одбележал, започнува од Македонија. Кои су направили овде во Македонија едно лепо изненадење. Ми направија овде во Македонија едно големо изненадување во Кочани, имено кога јас бев помошник директор на едно училиште кое беше збратимено со вашето Никола Карев, и кога имавме една возвратна посета, тогашниот директор на Центарот за култура Бели Мугри, Коце Стојменов, не покани да присуствуваме на одбележување на Светскиот ден на книгата и ме изненадија со тоа што на видеобимот се појави моја слика и книга за која што јас не ни знаев дека е печатена во Македонија. Тоа ми беше едно од најпријатните изненадувања кое сум го имал во животот. Инаку, освен за љубовта, во посебно време пишувам и за проблематиката во микрокосмосот, а таа поезија не е пристапна секојдневно на читателите, бидејќи се смета за херметична поезија, која е многу едноставна. За творештвото на Вујовиќ изборуваше Ивана Гукик, а извадоци од неговите песни читаше Љупка Стојменова, наставник по македонски јазик и литература во основното училиште Никола Карев, а учествуваа и членови од фолклорниот ансамбл Мугри. Следната книга, која ќе биде објавена од овој автор, е посветена на Македонија и македонците, а на настанот беше прочитана и необјавената песна на Вујовиќ, која се однесува на Кочани и Кочанското оризно поле. Следува информацијата од спортот. Продолжуваат подготовките на фудбалскиот клуб Осогово за предстојното првенство во втората Лига Исток. Заедно со редовните техничко-тактички тренинзи, започнаа и кондицијски вежби со справи за подобрување на телесната подготвеност. Фудбалерите и управата на Кочанскиот второлигаш Осогово не се откажуваат од амбициите за добра подготвеност пред настапот во предстојното првенство на втората лига, со намера да ги остварат најавите за задржување во лигата. Како дел од таквите подготовки се и редовните техничко-тактички вежби, но и вежби за подобрување на кондицијската подготвеност. Покрај редовните тренинзи на стадионот Никола Мантов, деновиве играчите почнаа и со вежби на справи за физичка подготовка. Според однапред подготвена програма од кондициониот тренер Богдановски, започнаа и со вежбање во теретана. Тоа треба да ја подобри мускулатурата кај играчите и да ги подигне кондицијските способности пред предизвикот што ги очекува со настапот во втората лига. Инаку, од управата на Осогово го најавија и седмото засилување. Нов член на клубот е 19-годишниот Елвир Рамич, кој доаѓа од редовите на актуелниот шампион Шкендија. Рамич е играч од дефанзивата каде игра како централен стопер и десен бек. Минатата сезона беше стандарден правотимец на младинскиот тим на Тетовчани. Рамич е фудбалер кој своите кадетски почетоци ги поминал во Шкендија, каде што пристигнал од редовите на Вардар, каде како пионер бил и капитен на екипата. Своевремено овој фудбалер имал и настапи за младинските селекции на Македонија.
Почитувани со информацијата за времето, ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Останете понатаму со нашата програма. Довидување.